Здраво, да родевте уште едно видео, каде што во видео ќе продолжиме да збориме за Т-клеточна активација и главно ќе се задржиме подетално да ги разгледаме сигналните патишта на сигнал 1 и сигнал 2 кои беа потребни за Т-клеточна активација. Но, првин ќе разгледаме некои општи карактеристики кои важат за сите сигнални патишта кои ги среќаваме во сите клетки во организмот. Бидејќи не само имуните клетки имаат сигнални патишта, сите клетки имаат сигнални патишта. И сите се многу битни, бидејќи клетката не е затворен систем, она мора да прима информација надвор и она да праќа информации. И затоа мора да има различни рецептори кои ќе може да ги примат овие информации и правилно да се преработат, односно да се толкуваат и сите тие информации нели треба да стигнат до некаде и така натаму. Сега, за да се примаат сигнали од сигнални молекули, нормално треба да се има рецептори. Така, значи клетките, сите клетки во организмот имаат различни видови на рецептори на нивната површина и тие се некои протеини. Сега, овие протеини примаат сигнали од сигнални молекули кои се растворливи во вода. Така, значи тука имаме некаква си сигнална молекула и оваа сигнална молекула е растворлива во H2O. Така, че растворлива H2O, односно е хидрофилна. И поради тоа, оваа сигнална молекула не може да помине мембраната, така и затоа мора да се врзе со рецептор. Но, постојат и сигнални молекули, како стероидите или голем број хормони, така, значи сигнална молекула која што е хидрофобна, така, не ќе вода, исто така е липосолубилна. Односно се раствара во липиди. И поради тоа, например, оваа сигнална молекула може многу лесно да помине, да го помине фосфолипидниот двослој и да влезе во внатрешноста на клетката, каде што ќе си има некоја си друга судбина, таму ќе реагира со други молекули или пак иде директно во јадрото, ќе промени транскрипција некои гени и така натаму. Сега, како се пренесуваат сигналите преку овие протеински молекули? Кога ќе се врзе оваа сигнална молекула на овој протеински рецептор, индуцира конформацијска промена. Така, значи да речеме дека во инактивирана состојба рецепторот бил во оваа форма, но од кога се поврзала оваа сигнална молекула, рецепторот сега има некоја си друга форма. Така да примерно дека опашката се свиткала. Океј? Значи, се создава некаква си конформациона промена. Промена во тридимензионалната структура на рецепторот. И оваа промена може би сега ќе ослободи некои домени во протеинската структура кои претходно биле затворени. Така, например, овој домен претходно може да бил некако сокриен внатре, а сега, бидејќи е сменета структурата, сега може би е слободен. И сега кога е слободен, тој може да реагира со други протеини. Океј. Сега, најголем дел од сигналите се пренесуваат преку едни протеини кои се наречени Г протеини. Така, и тука ќе бележиме еден Г протеин. Овие се трансмембрански протеини. Така, значи овие се најчести. Г протеин. Чија активност на овој Г протеин зависи од негова хидролиза, односно мислам од хидролиза на ГТП молекули во ГДП молекули. Океј, тие се како on-off switch му прави на протеинот, користење на енергија. Сега, постојат поголеми или помали Г протеини, они сепак се трансмембрански, ама некогаш може да бидат изградени од еден полипептиден ланец или од повеќе. Исто зависи колку домени има. Така, значи можеме да имаме small Г протеини, мали или пак големи, large. Значи large Г протеини. Еден Г протеин кој ќе го спомнеме понатаму, кој е small протеин, е така наречен RAS Г протеин. Мислам RAS протеин кој е всушност по структура Г протеин. Океј. Овој ќе го спомнеме понатаму, значи RAS протеин. Сега, од кога сигналната молекула ќе се поврзе и ќе се направи конформациона промена, реков дека ќе се ослободат некои домени врз кои ќе може да се врзат други молекули, кои понатаму после ќе може да го пренесуваат сигналот. И овие се нарекуваат second messenger, како втор гласник. Океј? Сега, како second messenger, втор гласник, можат да бидат, најчесто се во останатите клетки, CAMP, така значи цикличен адезин монофосфат, може да биде калциум, кој може да дојде од надвор поради отварање на некој си канал, значи може да биде калциум, може да биде диацилглицерол, кој ќе дојде од всушност од некои си липидни молекули кои се наоѓаат во самиот фосфолипиден двослој, значи може да произлезе од тука, ќе видиме како диацилглицерол или пак инозитол трифосфат. Значи инозитол трифосфат.
Значи тие може да бидат, значи овие овдека всушност се секундарни гласници. Така кои може да дојдат поради користење на АТП и се добива понатаму цикличен АМП поради конверзија на одредени липиди во мембраната или поради пуштање на калциумови иони од надвор или пак од ендоплазматичниот ретикулум. Сега, имаме понатаму овие секундарни месенџери, секундарни гласници ќе активираат друга каскада на протеини, односно ќе имаме активација на еден протеин, тој ќе активира друг протеин, така тој протеин може да ќе инхибира некој протеин, така, значи ќе инхибира, а ќе активира некој трет протеин и така тоа. Така, значи ќе имаме активација и инхибиција на различни протеини. Сега, активирањето и инхибирањето на различни протеини се одвива преку додавањето или вадењето на фосфори. Ако му додадеш фосфор, тој протеин ќе биде активиран, ако му одземеш фосфор, така, ако му одземеш фосфор, тој протеин ќе се инхибира. Така, значи додавањето фосфори активира најчесто протеини, одземањето деактивира. Иако може и да е обратно, ќе видиме еден случај како всушност одземањето на фосфор може да предизвика активност. Сега, тие кои додаваат фосфори, така, значи тие кои додаваат фосфори се наречени кинази. Така. Значи киназа може да биде дури само дел од ензимот кој има ваква киназна активност. Така да речеме ова е вдека некој си ензим, некој протеин кој има 3D структура и да речеме овој дел од овој ензим ја има таа киназна активност. Така, има способност да додава фосфори. Значи ако додава фосфор, тоа ќе биде киназа. И најчесто се тирозински кинази, бидејќи додаваат фосфори на тирозини. Океј. Значи најчесто кога ќе збориме за имунски систем ќе бидат тирозински. Значи тирозин киназа, бидејќи додава фосфор на тирозин. Така на него го додава фосфорот. Или пак имаш ензимска активност која е да отстранува фосфори, односно тие ензими се фосфатази. Така, ако отстранува фосфор, во тој случај тоа е фосфатаза. Се одека малце не е убаво бележано, но ева како тука ќе бележиме. Додава, одзема. Така, ако додава фосфор, тоа е киназа, најчесто ќе бидат тирозински кинази, ако одзема, тоа ќе биде фосфатаза. И додавањето на фосфор рековме дека најчесто активира, додека одземањето инхибира. Сега, освен тоа што ќе имаме активирање на еден протеин, па тој протеин ќе активира или инхибира други протеини, битно е во голем дел од сигналните патишта да имаме асемблирање на различни протеини во градење едни суперструктури. Така. Сега, например, овдека имаш еден протеин, така, има тука некој си протеин кој бил активиран. Сега, врз него, можете да се мислите ова некако како лего коцки, кој имаше еден ваков протеин, и на него доаѓа еден друг адапторен протеин, така кој ќе се совпаднат како лего коцки. Океј, значи доаѓа друг протеин, и на нив ќе се асемблира трет протеин, така, и прават вакви протеински комплекси. И некогаш е потребно да се формираат вакви протеински комплекси. И се ќе започне од тоа да се фосфорилира, например, овој само. Ово е првиот. Чим ќе се фосфорилира првиот, на него ќе се асемблираат, например, вториот и третиот. Океј. Значи, битно е исто правење на вакви комплекси. Сега, најчесто, првично, овдека на самите протеини, кои беа рецептори, на нив ќе се прикачат вакви протеини кои ќе образуваат комплекси. И овие протеини, всушност што се прикачуваат едни на други, играат вакви комплекси, се наречени адапторни протеини. Така, значи, адапторни протеини. Како адаптер. И ова е најчесто многу битен чекор да се асемблираат повеќе протеини на едно место со цел да се започне одреден процес. И ќе видиме како всушност можат вакви повеќе протеини да дојдат на едно место. Друго исто е амплификација на различни процеси. Например, ако имаш еден протеин ваков и тој да речеме дека активира многу портокалови протеини, така, и после секој портокалов протеин активира по 3 жолти протеини, океј, во тој случај ќе имаме амплификација на сигналот. Сме започнале, например, од еден син, сме добиле 4 портокалови, така,
па од нив 4 ќе добиеме 12 жолти. Така. И на тој начин имаме амплификација за сигналот. Од 1 сме стигнале до 12 молекули. И има многу вакви амплификацијски чекори воопшто во сите клетки во многу различни сигнални патишта, каде што еден протеин активира повеќе и тој активира повеќе. И нешто што е ептен битно, овие сигнални патики да не се случуваат ако нема сигнал. Така, бидејќи овие протеини си се наоѓаат нормално во цитоплазмата. Така, они тука си се шетаат наоколу се. Но поентата е не сакаме они да пратат сигнал дека се добил сигнал, иако не дошло сигнална молекула во контакт. Значи, овие патики треба да бидат исклучени се додека не се добие сигнал. Ова е многу битно и тоа се регулира со други механизми, нема тоа навлегуваме. Иако може да се активираат некои делови од сигналниве патики, али не целосно. Океј? Дури да се активира една сигнална патека, тоа не е некој голем проблем, зашто потребни се повеќе сигнали со цел да имаме успешна активација. Значи, еден сигнал ако се добие, кој случајно се активирал, така, некако овие молекули се сретнале некаде, така една на друга се допреле и активирале некако сигнал патека, нема да имаме некој си силен одговор на клетката, така. Значи, треба многу сигнали да се добијат со цел да се постигне нешто значајно. Океј, значи ова беше општиот дел за сигнализирање. Ова важи и за огромен број клетки, ова не е само за те клетки. Иначе ова се некои главни категории на рецептори кои ги сретнуваме во имунолошкиот систем. Значи рековме Г протеини, овие некои хормони кои си ја поминуваат мембраната, не идат преку рецептор и така натаму. Овие се ноч лиганди, сам со ноч рецептори кои ги спомнавме дека беа битни за те клеточно мислам селекција кај те клетки која зборевме на почеток дека од хематопоетска стане во те клетка дека беа потребни вакви ноч транскрипцијски фактори кои всушност поткнуваат од ноч рецептори, овие се прават преку кливеч, едноставно се скратува вдека и ова испаѓа и оди во јадрото и да регулира транскрипција. Океј, ајде сега да видиме како се пренесува сигналот од теклеточниот рецептор. Овдека нели добро ги имаме теклеточниот рецептор, CD3 молекулите и зета синџирот од CD3, на кои има вакви итам домени и там стоеше за имунорецептор тирозин базирани активирачки мотиви. Океј. Сега го имаме корецепторот CD4 во овој случај, каде што цитоплазматичната опашка од CD4 се наоѓа оваа тирозинска киназа PP6 LCK. Сега, кога ги се прикачи CD4, оваа PP6 LCK се приближува, ќе бъде со црвена боја, се приближува кон овие итам региони. Океј, бидејќи нели овдека ќе се прикачи рецепторот за МХЦ, така, и на некој си начин ќе дојде сега поблизу до него. Така, значи ќе се здружат на едно место. И кога ќе дојде во контакт, оваа LCK тирозин киназа, таа ќе додаде фосфори на овие итам региони. Океј, сега ќе избришам стрелкава, за да не пречи. Значи сега ќе додаде фосфори на овие итам региони. Сега, на овие фосфорилирани тирозински резидуи се прикачува еден протеин, адапторен протеин, наречен ZAP70. Океј, значи сега тука ќе се прикачи еден протеин, ај со која боја да го бележам, кој се нарекува ZAP70. Океј, овака. ZAP70. Сега, кога го имаме овој ZAP70 тука, сега оваа LCK, тирозинска киназа, на него додава фосфори. Така, значи сега него го фосфорилира. Кога овој ZAP70 ќе биде фосфорилиран, исто од LCK киназата, така, значи сега наместо да ги фосфорилира итам регионите на ZZ, го фосфорилира самиот ZAP70. Така, сега кога ZAP70 е фосфорилиран, тој ќе активира па други адапторни протеини. Но, само да спомнеме дека овдека во околината има и една киназа која е наречена P3 киназа. Не знам со која боја да бежам, кафе нека биде. Значи постои овдека и P3 киназа која што го конвертира PIP2 во PIP3. Овдека значи има евака. PIP2 го конвертира во PIP3. Сега PIP3 е биден во некои патишта, но тоа после ќе го разгледаме. Океј, само да знаете дека овдека се случува и дека оваа P3 киназа доаѓа овде поради други сигнални патишта кои исто така поттикнуваат од теклеточниот рецептор. Океј. Добро. Сега, овој ZAP со неговите фосфори, кои сега му се додадени од LCK, фосфорилира два протеина.
Така и сега зашто немам место овдека да ги бележам, едноставно само ќе ги бележам со стрелки, дека фосфорилираат два протеина кои се нарекуваат SLP. Што вака, едниот е SLP 67, SLP 67, додека другиот е LAT протеин. Океј. Значи тој го фосфорилира, исто така го фосфорилира LAT протеинов. Кај што овој LAT протеин всушност е прикачен на мембраната, така што ајде вака ќе му направиме една долга опашка и он исто така прикачен овдека во мембраната. Океј. Значи ова е LAT, а ова е SLP 67. Значи сега и овие протеини се активирани, односно на нив имаат фосфори. Овие фосфори, како што реков, потекнуваат од ЗАP70. Иначе ова е всушност 76, не е 67. Во една книга погрешно го пишува. Океј. Значи, ајде, ако останат фосфорите, ова е 76, значи не е 67. Е сега, кога ги имаме овие, врз нив сега се прикачуваат други протеини. Значи овдека се прикачува ИТК, така, ќе обележиме вака. Значи ИТК, кој е за те клетките, Б клетките имаат еден друг, се прикачува ИТК, а од оваа страна ќе оставиме GADS. Значи има еден GADS кој се нарекува GADS. Ова е например фосфорилиран од оваа страна, но исто така ово е фосфорилиран и од LAT. Така се наоѓа измеѓу нив. Може кој било од нив да биде фосфорилиран, додека LAT фосфорилира PLC гама протеин, не знам веќе со која боја да ги ставам. Чи PLC гама исто така фосфорилира еден протеин кој се нарекува GEF. Океј. Значи GEF. Значи на овие им се додава фосфори. Е сега, овој PLC гама, што всушност стои за фосфолипаза C гама, кога е вака активиран со фосфор, тој од овој PIP2, така од овој PIP2 прави инозитол трифосфат и прави диацилглицерол. Океј? Че ги прави тие две молекули од PIP2 во моментот кога ќе биде активиран. Така, а активиран беше од LAT. Е сега, овој диацилглицерол влијае на протеинска киназа C. Океј? Значи, ќе се поместиме, имаме на уште место. Значи, влијае на протеинска киназа C, која се наоѓа тука. Протеинска киназа C. И оваа протеинска киназа C што прави? Го зима инхибиторот на КБ, значи инхибитор КБ од NF-КБ, користејќи, односно трошејќи АТП, така АТП преминува во АДП, го трга и КБ. Океј? Значи, ова поминува и тоа што се добива е NF-КБ, додека ова и КБ на него се прикачува фосфор. Океј? Че на него се прикачува фосфор кој се искористува од ова АТП. Е сега, NF-КБ иде и тоа е како транскрипцијски фактор. Ќе видиме за него. Но он иде значи до јадрото и он е всушност транскрипцијски фактор. Океј, регулира транскрипција на одредени гени. Е сега, овој инозитол трифосфат, така значи овој инозитол трифосфат ќе повечам со не знам со која боја, со сива, оди, така, оди и се врзува на ендоплазматичниот ретикулум. Океј, значи се врзува со ендоплазматичниот ретикулум. Ева ќе го направиме. Ендоплазматичен ретикулум и ослободува калциум. Значи потикнува ослободување на калциум. И сега имаме калциум кој излегува од ендоплазматичниот ретикулум. Дел од овој калциум исто оди, така значи дел од овој калциум се врзува горе со ПКЦ, со цел да може да се работи во функцијата, нели, протеин киназа С, додека дел од овој калциум, дека десто што го бележев, оди и се врзува со калмодулин. Така значи дел од овој калциум се врзе со калмодулин. И кога ќе се врзе, ќе направи конформацијска промена на калмодулинот. И овој комплекс сега на калмодулин плюс калциум ќе се врзе со
Ева, иде наму, сега тука со него ќе се врзе калцинеурин. Океј. Сега, кога ќе се врзат, образуваат комплекс на калцинеурин, калмодулин, калциум. Така, значи калцинеурин, калмодулин, калциум плюс, кој што влијае, значи овој му влијае на фосфориланиот енфат, односно му го отстранува фосфорот. Значи имаме тука NFAT, кој има фосфор на него, и овој сега фосфор ќе биде отстранет, и тоа што ќе се добие е само NFAT, каде што овој NFAT е понатаму исто така транскрипцијски фактор. Океј, значи регулира транскрипција во јадрото. И овој транскрипцијски фактор главно кодира за интерлеукин 2 и интерлеукин 4 и за други, но овие се главните. Значи кодира за интерлеукин 2 и 4 кои се битни за теклеточна активација. Додека овој NFKB исто така е транскрипцијски фактор кој е потребен за теклеточна активација. Така, значи логично за тоа збориме. Нормално дека се потребни за тоа. Сега да збориме уште за RAS. Значи RAS, добро дека не го нацртав, преска го нацртав кога зборев за Г протеин. Не реков малечок Г протеин е RAS, дека. Така. Сега ќе збориме за RAS. Патеката на RAS, односно патеката на RAS на MAP киназата. Значи овдека да речеме дека имаме RAS, океј. И тоа е во неактивна форма. За да се активира, рековме дека треба да се потроши GTP. Океј. И сега ќе се потроши GTP и ќе се добие GDP. Кога ќе се добие GDP, тоа што сме го добиле всушност е активен RAS. Океј. Односно него има фосфор, затоа е активен. Сега кога имаме активен RAS, тој активира RAF. Значи не ни се битни толку. Значи има што е се ова, но нема да се здржаме. Значи активира RAF, ова активира MEC и ова активира после MAP киназа. MAP киназа, повеќе му наводе. MAP киназата стои всушност за митотички активиран протеин киназа. Сега, MAP киназата е потребна за фосфорилација на ELK. Значи имаме некој си протеин ELK и овој ELK сега му се додава фосфор од страна на MAP киназата. И сега тоа што ќе добиеме е ELK со фосфор. Сега него има фосфор и сега ова служи како транскрипцијски фактор. Океј. Значи сега ова е транскрипцијски фактор кој ќе влезе во јадрото и ќе изврши транскрипција на некои си гени. Сега, генот на кој врши транскрипција, мислам за кој модулира транскрипција е всушност ген кој кодира за фоспротеин. И поради регулирање на оваа транскрипција ќе се добие еден протеин кој се нарекува фос. Така тоа што ќе се добие ќе биде фос протеин, каде што овој фос сега исто ќе му биде додаден фосфор од MAP киназата. Така, ќе му биде додаден фосфор од MAP киназата и сега овој активен фос протеин ќе се врзе со јун протеин. Така, значи еден џун протеин, кој исто така има фосфор на него. И тоа што ќе се добие е комплекс од фос и јун. Така, нека биде со бела. Значи фос и јун. И тие понатаму го активираат APA1 транскрипцијскиот фактор. APA1 кој врши, значи тоа е транскрипцијски фактор, и врши транскрипција на гени кои се потребни за теклеточно активирање. Така, тоа се гени најчесто прави за интерлеукин 2, но има и за некои други. Иначе, едноставно дека PIP3. PIP3 тој влијае врз еден протеин кој се нарекува PDK1, каде што PDK1 влијае на АКТ, го прави активен, станува АКТ со фосфор и ова е битен за клеточно преживување. Односно, кога ќе се врзете клеточен рецептор да не умре клетката, бидејќи може и да умре ако премногу силно се врзува, нели, преку фас механизмот, што ќе го разгледуваме кај апоптоза има еден фас механизам кој ако многу се врзува ќе умре клетката. Сега, правиле истражување дали е потребно еден теклеточен рецептор да се врзе или може или треба повеќе да се врзат.
И одговорот е дека и еден Т-клеточен рецептор да се врзе е доволно, но максимален одговор имаме при 10 поврзување. Значи над 10 веќе нема ништо промена, ама 10 поврзување е кога максимално ослободување на калциум имаме од ендоплазматичниот ретикулум. Сега, ова ние што го разгледавме беше само сигнализирањето за првиот сигнал преку Т-клеточниот рецептор. Сега знам дека ова е онака само за бубање, нема тука нешто што да се разбере, едноставно мора да седнеш и да го научиш како што е патеките. Али главно стигнавме до 3 транскрипцијски фактори. Сега ќе ги бележам само. Значи тоа беше NFAT, NFAT, исто беше APA1, така и беше NFKB. Океј, тие беа трите транскрипцијски фактори кои ги добивме. Сега ги добивме на различни начини, тука има различни стрелки и така натаму, но тие беа трите транскрипцијски фактори. Сега, нормално гледате дека има и некои противни кои не исполнуваме од кај доаѓаат и како они се активирани или што воопшто прават. Например, овдека кај LAT и кај LSP76 има противни кои воопшто не спомнав што прават. Така, значи што прави овој GF протеин, што прави овој и така, што прави GATS, така. Има, значи се знае што прават, али нема потреба да навлегуваме во толку детали. Сега ќе ставам некои слики кои само на кратко онака ќе ги разгледаме. Значи една слика, така, значи една слика од тоа сега што го зборевме. Значи тоа истото е, го имам овој PIP3, сега кој спомнав дека беше за преживување преку, нели, активираше PDK1, активираше после MAKT. Што имаме друго? Го имаме правење на инозитол трифосфат, кој ослободуваше калциум од ендоплазматичниот ретикулум. Калциум се врзуваше со калмодулин, калмодулин се врзуваше со калцинеурин, каде што се прави еден комплекс, па тој комплекс го отстранува фосфорот од NFAT и се добива транскрипцијски фактор кој што регулираше за интерлеукин 2 и за 4. Дојавме овој APA1 преку распатот, преку мапкиназната каскада. Ја видовме подетално него вдека. И имавме овој протеин киназа С вдека кој исто беше одговорен за правење транскрипцијски фактор од NFKB. Така го отстрануваше овој ИКБ. Така врзуваше него фосфор. За негова работа всушност беше потребен калциумот од овде за тој да работи. Но окей, значи ова е некако некоја сумација. Значи еве некои други слики, не се без некаков, не се по некаков редослед, односно однака само ќе разгледаме. Колку да го повториме се истото онака, да ви остане во глава. Но дека нема нешто што многу да објаснуваме, едноставно мора ова да се седне и да се научи. Нема тука некои принципи на работа. Значи ова беше со PIK3 кој влијае врз PIP2, прави PIP3, PIP3 влијае врз PDK, PDK влијае врз АКТ, АКТ влијае врз Баксибат, кои се битни за преживување. Ова ќе озбориме во видеото за апоптоза, таму имаме Баксибат кои потекнуваат од BCL2 фамилија на протеини. Ова вдека лево е тоа што го зборевме, значи истото. Имаме овдека исто слика, тоа што го зборевме, ова е распад, ова е прикажано овдека како се активира мапкиназата. Ова слика видовме, ова исто со PDK и АКТ за клеточно преживување. Ова е однака сумација на повеќе патишта, она што го зборевме до сега, значи мапкиназата, така. Овдека гледаме како всушност и јун се фосфорилира, зашто ние тоа не го видовме. Тој иде преку некој си ЈНК протеин. Но окей, гледаме стига до интерлеукин 2. Океј. Овдека имаме тоа што го зборевме преходно, сумирано, значи ПЛЦ овдека после го имаме подетално што прави, така сите овие патишта едни со други испреплетени. Значи стопирајте, видете и разгледате ги сликиве. И тоа е тоа. Сега ќе идеме, сега ќе збориме, ова беше само за Т-клеточниот рецептор сигнал. Сега треба да го разгледаме сигналот кој се добива од костимулаторните молекули, бидејќи ова беше само еден сигнал. Нас ни требаат два сигнала. Добро, значи видовме како се пренесува првиот сигнал преку Т-клеточниот рецептор, сега да видиме како се пренесува вториот сигнал преку костимулаторните молекули. И рековме дека ова е многу битно, поради тоа што ако немаме костимулаторен сигнал, во тој случај Т-клетката нема да се активира само од еден сигнал, барем не наивните Т-клетки.
И ова е многу битно со цел да се избегне автореактивност. Така спомнавме преходното видео, дека поради ова што е потребно костимулаторен сигнал, ако одредена Т клетка се врзе со епителна клетка и го препознае нејзиниот МХЦ молекул, али епителната клетка нема костимулаторни молекули, во тој случај Т клетката нема да се активира и ќе избегнеме автореактивност. Океј? Значи битни се костимулаторните молекули. Сега, антиген презирачка клетка има различни костимулаторни молекули, но ние главно ги разгледуваме B7-1. Така, значи ова е B7-1 и имаме костимулаторна молекула, те се протеини B7-2. Океј? Сега, овие костимулаторни молекули кои се наоѓаат на антиген презирачка клетка се врзуваат со соодветни молекули кои се наоѓаат на Т клетката. Така, значи B7-1 се врзува со CD28. Така, значи се врзува со CD28. Ја во претходното видео реков дека овдека исто имаме CD28 која се врзува со CTLA4 која се наоѓа на антиген презирачка клетка, но всушност CTLA4 се наоѓа во Т клетката. Океј, тоа е грешка во претходното видео. Значи имаме CTLA4, каде што рековме дека CTLA4 е негативен костимулаторен сигнал, додека CD28 е позитивен костимулаторен сигнал. Сега, тоа значи дека позитивниот костимулаторен сигнал ќе прати сигнал кој ќе ја активира Т клетката, така, значи зголемува активација, додека негативниот праќа сигнал за да имаме намалена активација, така, ја намалува активацијата на Т клетката. Сега интересно е. Првично Т клетката има многу повеќе, значи првично има многу повеќе од CD28. Така. Но од кога ќе се случи активација преку Т клеточен рецептор, ова што го разгледавме, така, од кога ќе се случи активација преку Т клеточен рецептор, почнува да се создава се повеќе и повеќе CTLA4. Така. Значи ова е старт. Така, но по TCR активација се зголемува CTLA4. Океј? Сега, зошто е тоа битно? Тоа значи дека од кога ќе се случи активација преку Т клеточен рецептор, мислам кога ќе се прати сигнал преку Т клеточен рецептор, почнува да се синтезира повеќе CTLA4. И тоа така се собира и после отприлика 2 дена количеството протеините кои се наоѓаат на мембраната од CTLA4 има повеќе него од CD28. Односно, после неколку дена почнува инхибиција на активацијата. Така. Значи, ова си е ко на тајмер. Чим ќе се активира Т клеточниот рецептор, така наливавме Т клеточен рецептор, се праќа сигнал и при тоа, првично малце се синтезира CD28 повеќе, бидејќи треба повеќе Т клеточни рецептори се врзат, ама започнува и синтезирање на CTLA4. И како што поминува време, се повеќе се прави CTLA4 и после неколку дена настанува инхибиција на Т клетката. Така, мислам, се намалува активацијата. Исто така, интересно е дека сигналот од CD28, кој е позитивен костимулаторен сигнал, исто и он ја зголемува синтезата на CTLA4, така што на некој начин си се држат во баланс, ова е еден регулаторен механизам. Сега, поради тоа што овие костимулатори се толку битни, ние денеска имаме развиено и многу други лекови кои се базираат за лекување на различни заболувања кои се предизвикани од некое си лошо функционирање на овие костимулатори. Така, значи, развиени се антитела кои може да се врзат, со одредени рецептори, така што например да се спречи инхибиција или пак да се спречи активација. Така, значи можеш да направиш различни антитела кои може да се врзат и да спречат различни процеси. И овдека имаме само на крај некои слики, значи постојат различни рецептори, не се само овие B7, има некои си други, така кои рецептори кои може да се најдат костимулаторни и на самите клетки, на ова антигенско препознавање, дека ако нема костимулаторен сигнал, едноставно нема одговор, тоа е анеричност, односно енергија, клонална енергија, каде што нема да реагира. Ако има, тоа ќе има одговор. Овдека исто ни потенцира дека CD28 е постојано, го има на клетки, додека CTLA4
го има само од кога ќе се активира клетката, а исто овие B7 молекули не спомнав дека не се цело време присутни антиген прездирачки клетки. Значи антиген прездирачка клетка само кога е дошла во контакт со антиген ќе почне да прави B7 молекули, зашто што ќе се претходно не се потребни. Овдека имаме како терапевски лекови може да функционираат, така блокира например CTLA4, блокирано е. И овдека имаме, само го поместам ова. Исто, ова што го спомнав, на десна слика, енергија, ако нема костимулаторен сигнал, ако има, во тој случај ќе се диференцира на ефекторна мемориска, супресија од страна на регулаторни клетки. Значи, кај овие регулаторни има уште многу да се збори, кај ни воопшто не навлегуваме, значи они имаат посебни рецептори, посебни сигнални патишта и така натаму. Значи, тоа, кој сака нека си научи повеќе. Сега, овие костимулаторните сигнали си имаат сигнални патишта, но ние не ги разгледуваме. Океј, значи тоа е олеснување, не ги разгледуваме, нормално познати се до одреден степен, но тоа кој сака, тоа е едноставно само бубање на памет, учење сигнални патеки. И за крај да спомнеме нешто за супер антигени. Значи супер антигени се протеински молекули кои може да потекнуваат или од вирус или од бактерија. Така, значи најчесто кога се од бактерија се вакви надворешни, односно екзогени, додека ако се вакви ендогени, во тој случај се од вирус. Така, значи вирус дава вакви ендогени супер антигени, додека бактериите даваат екзогени супер антигени. Океј, сега, што прави овој супер антиген? Супер антигенов, со едниот крај, како што гледате таму на сликата, а и овдека ќе нацртам, со едниот крај се прикачува на Т-клеточниот рецептор, со другиот крај се прикачува на МХЦ молекула. Така, и ги носи во контакт. Значи го носи Т-клеточниот рецептор во контакт со оваа МХЦ молекула. Но овој Т-клеточен рецептор не е специфичен за овој пептид. Така, значи они се донесени сега во контакт, ама не бидејќи се специфични, него бидејќи овоа супер антигенов ги донесло во контакт, кој ги слепил едно со друго. Така, и оваа Т-клетка сега ќе почне клонална експанзија, ќе почне да се шири од тој клон, иако тој клон не е воопшто специфичен за антигенот. Така, значи не е специфичен за антигенот, ама он ќе почне да се пролиферира. Мисли се активира. Така, дека нормално ќе се поврзати некои костимулатори. Мисли дека се активирал и ќе почне да пролиферира. Сега, освен една Т-клетка така што ќе пролиферира, многу Т-клетки ќе пролиферираат. Зошто? Бидејќи овој супер антиген ќе се врзе со различни Т-клеточни рецептори. Нема се врзе само со еден Т-клеточен рецептор. Тука имаш некоја клетка која има ваков црвен Т-клеточен рецептор. Така, тука имаш некоја Т-клетка која има, не знам, виолетов Т-клеточен рецептор. Овој супер антиген, ќе бележам со жолта боја, не одговара, со зелена, ќе се поврзе и на тој и на тој. И ќе ги врзе со некои МХЦ молекули кои си немаат везе со нивните Т-клеточни рецептори. Така, значи ќе ги поврзе со некои МХЦ молекули кои немаат везе со нив. И едноставно сите овие клетки на кои овој супер антиген ќе се прикачи на нивниот Т-клеточен рецептор, ќе се активираат и ќе пролиферираат. И ти ќе добиеш една огромна маса на Т-клетки кои си немаат везе, они нема што да врзуваат, нема таков антиген во организмот. Они се специфични за нешто друго, ама излажани се дека постигнале поврзување. И потоа овие ќе предизвикаат имуни одговори, ќе почне таму после да се ослободуваат многу цитокини, тоа ќе предизвика едно општо воспаление. Така, значи не е наарно. Сега вакви се некои труења од храни, некои бактерии може да го предизвикаат тоа. Не се многу чести, но може да се случи, значи ќе настане еден хаос. Сега е опасно ако овие супер антигени влезат во тимусот. Што правиме тогаш? Тогаш, ако влезат во тимусот, ќе се исповрзат со Т-клеточни рецептори и едноставно сите клетки, не сите, ама огромен дел, ќе ги отераат во апоптоза поради негативна селекција. Така, значи, како што си поминуваат, се треба да знаете како изгледаше тимусна селекција, но како што си поминуваат Т-клетките, ќе почне да се врзуваат со сите МХЦ молекули, така, и ќе се задржат долго. И они ќе умрат поради негативна селекција, зашто се задржале многу долго. Ама они се задржале не дека се специфични, него поради тоа што овој супер антиген им се прикачил на нив. Значи, може големи проблеми да направи, но океј, значи, сега, пак може организмот да го реши, не дека е смртно, но опасно. Океј,
Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново. Главно првиот дел беше тој што имаше нешто да се научи, кај што објаснував како воопшто работат сигналните патики. Вториот дел е онака бубање, значи немаш ништо, едноставно треба на памет да научиш што активира. И така. И после на крај видовме кои стимулаторни, за нив не спомнавме за сигнални патики, не ни требаат, тоа ако сака некој повеќе, нека си ги научи. И тоа беше се. Сега ме научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.